Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Уште еден пожар од висок ризик се случи ноќеска во Скопје. Во Пинтија е запален автосервис, при што изгоре целиот сервис заедно со околу 20 автомобили. Со брзата интервенција на пожарникарите избегната е голема катастрофа. Пријавата пристигнала нешто пред 4 часот утрината, а на терен интервенирале 8 противпожарни возила. Во координација со Дирекцијата за заштита и спасување. Пожарот е подметнат според снимките кои се објавени од безбедносните камери. Се гледа како едно лице се прекачува преку оградата и врз автомобилите истура бензин, а потоа ги пали и бега. Полицијата веднаш ги евакуирала жителите од населбата Камени, кои живеат на само неколку метри од автосервисот. Жителите велат слушнале експлозија, а брзо потоа полицијата им тропнала на врата. Живеам на некои 50 на метри од објектот каде што гореше. Сабајлето се слушна прво една, така да речеме, послаба експлозија. После тоа дојде полицијата, ме замоли да се евакуирам и не тргна сите дека што сме во улицата, горе, најгоре на улицата на безбедно место. Пожарната беше присутна, пламенот беше многу голем, сепак се работи за автосервис, каде што има гуми, има улје. Дел од возилата верувам дека биле со дел од гориво внатре, сепак мислам не беше седно да го гледате тоа и да стравувате за својот дом. Институтот за јавно здравје вечерва соопшти дека одземени мостри од повеќе локации од подрачјето на пожарот во Трубарево за испитување на тешки метали во почвата, нема отстапување од референтните вредности за сите испитани 16 тешки метали. Се забележува зголемување на 2 параметри на бакар и на цинк само на едно испитано место, а тоа е површинскиот слој каде што гореле литиумски батерии. И истото е во рамките на очекувањата. Во сите останати места нема отстапување од референтните вредности за испитаните тешки метали. Исто така се испита и радиоактивноста во примероците од вода и според добиените резултати нема радиоактивност на замените примероци од вода. Подметнатите пожари се инструмент на центри на моќ за предизборно сеење страф и паника. Дециден е премиерот Мицкоски и по пожарот во автосервисот во Пинтија, како и за тие во Трубарево, Дрисла и Вардариште. Премиерот вели дека истражните органи веќе идентификувале 20 лица кои се поврзуваат со пожарите, а поради безбедносниот проблем во заседание се и врвните структури на МВР. За опозицијата и денеска тезите на власта за организирано подметнување пожари во политички цели е само манипулација на јавноста. Видовте како дрско се подметнува пожар и тоа е само уште еден доказ за тоа што го зборувам цело време, дека за жал постојат центри на моќ кои што се обидуваат да внесат страф, паника кај граѓаните пред изборите. И одговорот на прашањето кому тоа му одговара, мислам дека со една многу кратка анализа ќе го добиете самите ако направите. Идентификувани се од прилика 20 лица за кои што постои основано сомневање дека стојат позади целиот овој процес. Истовремено имавме одредени дојави кои што ги собиравме изминативе денови и во координирана акција Министерството за внатрешни работи со Министерството за животна средина ќе постапува во деновите кои што следат. После толку многу манипулации, толку многу измислици, прашањето е дали воопшто граѓаните можат да му веруваат. Не, на Христијан Мицкоски дефинитивно не може да му се верува. Јавно искажаниот збор на еден политичар, особено на председател на влада, носи тежина и голема одговорност. Зборовите можат да предизвикаат страф, паника или да влијат врз стабилноста на државата. Крајно неодговорно е премиер да си дозволи да изнесува тврдење без факти и без докази, со единствена цел да си ја спасува сопствената политичка кожа. На точно 6 месеци од трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, денеска се одржа 22-иот поред Марш на ангелите. Од протестниот собир во градот се порача дека овој грозоморен настан можеше и мораше да се спречи и дека не е само последица на искра или невнимание, туку на системска слабост и неодговорност. Вечерва и на Штипскиот плоштад Слобода под мотото 62 ангели
вечна светлина во нашите срца, се палат цвеќе како символ на светлината и сеќавањата што никогаш нема да избледат. И во Скопје во 20 часот и 16 минути на плоштадот Македонија почна и се организира собир на млади од студентско пленумско движење и звездано небо за изгубените животи во дискотеката Пулс. На плоштадот поставија сандаче во кој секој ќе може да напише порака за семејствата. Следната сабота пораките ќе бидат однесени во Кочани. Да покажеме дека семејствата не се сами, да покажеме дека не ги заборавивме нивните најмили, пишуваат од кој е следен на социјалните мрежи. А тројца од 200 повредени во трагедијата во Кочани се уште се на болничко лекување. Голем дел одат на физикална терапија која е неопходна за враќање на функцијата на екстремитетите. Следниот период работната група за евалуација повторно ќе врши прегледи и проценка на здравствената состојба. Повторно ќе бидат евалуирани од пулмолози, тие што имаат потреба од тоа. Ние како пластични хирурзи ги следиме, направивме консултации и соработки со лекари од странство и моментот е дека кај повеќето уште сме во фаза кога ни е најбитна физикалната терапија, носење компресивна облека, носење силиконските лепенки, односно во некоја фаза на чекање да заздрават тие лузни. И сега во наредната етапа ќе се вклучат и дерматолозите, односно за да проложи тој третман на лузни со ласери. Убиецот Илија Стефановски, кој вчера ја избоде до смрт својата поранешна партнерка Росица од Велес и незиниот татко, а потоа си го одзеде животот, бил познат на обвинителството. Против него се воделе постапки за закани и насилство уште од почетокот на оваа година. По неколку предходни, во март таа пријавила и предходен инцидент дека во декември, кога се вратила од патување во Бугарија, физички ја нападнал. Во исказот кој го дала во обвинителството стои: по завршување на обврските во Софија на враќање кон Скопје, во еден момент настана караница меѓу нас од причина што истиот бараше да е обновена нашата врска, но од моја страна имаше негодување од таквото негово барање. При што во еден момент пробав да отворам вратата од автомобилот, а тој се обрати кон мене со зборовите: или ќе бидеш моја, или ќе бидеш мртва. Обвинителството продолжило да постапува по пријавата на Росица. Иако дури траела постапката, против него била изречена и мерка за забрана за приближување, тоа не го спречило да ја вознемирува. Продолжил да испраќа пораки, а во мај дошол пред незиниот дом и го запалил автомобилот во собственост на незиниот татко. Росица повторно го пријавила во обвинителството во Велес за непочитување на судска одлука. Еден месец подоцна таа била повикана на испитување, а обвинителството издало наредба да се прибават дополнителни докази, меѓу нив видеоснимки и телефонска комуникација. На 10 септември Велешкиот суд го осудил на условна казна. 5 дена подоцна од пресудата Росица е убиена заедно со незиниот татко. Од Велешкото обвинителство соопштија дека одлуката на судот туку што била примена во обвинителството и се уште немале можност да се произнесат по неа со евентуална жалба. Зошто трошоците за производство на земјоделски продукти не се толку зголемени колку што е зголемена крајната цена? Кој заработува на грбот на земјоделците и каде е решението? Во живо прашувам Наташа Мерсовска. Тино, земјоделците велат дека високите цени на производите ги креираат трговците кои што ставаат енормни маржи, кои се движат од 100 па дури и 200%. Така, например, килограм произведена ајварка, пиперка, тие им ја продаваат за 20 до 30 денари, а додека истата граѓаните ја купуваат по 70-80 денари, тоа е она крајна цена која што токму трговците ја формираат. Затоа бараат владата да интервенира, односно да им обезбеди пониски увозни давачки на трговците при увоз на семења, репроматеријали, ѓубриво и така натаму, но исто така да им загарантира ниски откупни цени и исто така и откуп. Дали го имаме прилого да го погледнеме? Добар воветно изгледа дека имаме технички проблеми со овој прилог. Ќе го видиме во вестите во 23 часот. Ние продолжуваме натаму. Продолжуваат јавните сомнежи за прикриени коалиции. Иако изборите се локални, обвинувањата со тешка политичка конотација се присутни.
Потегот на левица да извади своји кандидати во општините Тетово, Гостивар и Струга и тоа да го брендира дека не ја заборавиле Западна Македонија е само гума за спасување, но за Дуи, вели премиерот Мицкоски. Според него целта на коалицијата меѓу левица и Дуи за локалните избори е раслојување на антидуи гласовите во тие општини. Дуи сваќа дека во тие општини не може да победи и разбира дека ќе биде поразен на овие локални избори, односно ќе има многу мал, незначителен број на градоначалници и единствениот сојузник кој во моментот се обидува да фрли гума за спасување е токму политичката партија Левица. Ние знаеме, не сме од вчера во политиката, дека шансите за да победи градоначалникот или кандидатот за градоначалник на Левица во Тетово, Гостивар или Струга не се ни теоретски. Но шансите да, доколку би извадиле кандидат за градоначалник, да речеме во Велес или во Штип, се на ниво на теорија. Левица пак возвраќа дека поврзувањата со Дуи се крајно смешни. Договори со интегративците никогаш немале. Обвинуваа дека ВМРО ДПМН ги штити кандидатите на вреди, а тие пак не прават никакви отстапки во своите намери, затоа излегле со свој кандидат за градоначалник на Скопје. Од патетични флоскули за горда Македонија, паднавте до ниво да напаѓате партија која единствено има храброст да понуди сопствени кандидати во општини каде што вие и СДСМ кукавички се повлековте и одлучивте да ги поддржите вреди и Дуи. Вие кои од петни жили ги браните кандидатите на вреди немате никакво морално право да и држите лекции на левица. Покавката меѓу ВМРО ДПМН и левица реагираат и од Дуи. Обвинуваат дека целта на овие избори е Дуи да исчезнат политичката сцена, а Мицкоски сака да биде тој кој одлучува за и во име на албанците. Мицкоски не сака да победи на избори, туку да избрише цела една политичка идеја за рамноправност, цел еден народ од јавниот и од политичкиот живот на Македонија. Кога Мицкоски вели Дуи да исчезне, тој вели дека албанците немат право сами да одлучуваат кој ќе ги представува. Иако сите ветија дека ќе водат позитивна кампања на 2 недели до официјалниот старт на кампањата на 29 септември, се заоструваат меѓусебните обвинувања и лични дискредитации на политичките чинители кои влегуваат во изборната трка. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. А во функција е ставен телефонскиот број 070 39 050, кој што ќе се користи од граѓаните кои од денеска ќе можат да пријават злоупотреба на службените возила. Истото може да го направат и на имејл, каде што ќе може да се пријави ако некој се вози за приватни или партиски цели со државен автомобил. За полесно препознавање веќе е почнат процесот на означување на возилата со црвени таблички. Работата треба да заврши пред да почне изборната кампања. Паралелно државата ќе прави и генералка на возниот парк. Од 7500 службени возила, реално се потребни околу 2000. Граѓаните од денеска ќе можат да пријават злоупотреба на службени возила на телефонскиот број 070 399 050 или на мејл ќе може да се пријави ако некој се вози за приватни или партиски цели со државен автомобил. За полесно препознавање веќе е почнат процесот на означување со црвени таблици. Работата треба да заврши пред да почне изборната кампања. До денешниот пресек имаме некаде околу 500 брендирани возила, односно возила кои што добиле специјални таблици. Има и голем број на возила кои што се војќе во постапка и во процедура. Ќе оставиме уште 2 недели да направиме крајен пресек. Паралелно државата ќе прави и генералка на возниот парк. Од 7500 службени возила, реално потребни се околу 2000, вели првиот човек на службата за општи и заеднички работи. Останатите ќе бидат продадени и расходувани. Оние возила кои што се користат како административни ќе бидат далеку помала бројка и затоа напомена институциите да пристапат кон рационализација, односно употреба на возила само онолку колку што се неопходни за една институција да може непречено да функционира. Многу често во минатото и возилата се земале од оние од одземен имот, па се трупале возила, па кај нас процедурата да ги расходувате и тие исти возила е малце покомплицирана и претпоставувам институциите не се решавале да ги расходуваат така брзо и лесно возилата и ве убедувам дека тие возила стоат на паркинзи, стоат на плацеви, не се користат, но се водат како државни возила. Институциите кои нема да ги сменат табличките, наместо казни за сега ќе добиваат само опомени. Но не е исклучена можноста за законски измени, кои ќе предвидат и казнени одредби.
Црвени таблици нема да добијат возилата на полицијата, армијата и инспекциите. Мартин Арсов, Сител телевизија. До следните вести во 23 останете со програмата на Сител. Пријатно.